Честит Рамазан Бајрам на сите од исламска вероисповест кои го слушаат Радио Лидер. Ви посакуваме многу среќа во семејствата, ви посакуваме многу успеси и ви посакуваме долг заеднички сплотен живот заедно со сите кои го градат ова едно општество за сите во Република нашата земја. Ивица, добро утро. Добро утро и за тебе. Отвараме со честитка за сите граѓани на Македонија од исламска вероисповест, најголемиот муслимански празник. Неработен ден, но ние сме медиум, така што може да си дозволиме да работиме. Ако не мора да работиме, затоа што програмата е таа што е и не програмската шема што да правиме, да. Да. Ово утро имаме еден гостин кој ги обединува дипломатијата и рок-н-ролот. А сега одново ги обединува и политиката и рок-н-ролот. Добро утро за Зоран Дабич. Добро утро и како и секогаш убаво е првото кафе да го испием со вас. Не беше многу динамично и енергично будењето ово утро. Тешко беше во 5:30. Да, ама и ние ви гарантираме дека до крај на оваа емисија ќе бидете разбудени. Целосно. 100%. Верувам. Дабич, пред да преидеме на главното, денеска ќе анализираме еден скандал за Бујар Османи, министерот за надворешни работи и председателски кандидат, но пред да преидеме на тоа, затоа што ти доаѓаш од една слична, како кажем, од едно слично не потекло, но од една слична средина како и Ристо Вртев, ти си милје. Социјално милје. Имат иста позадина музичка, ти си своевидна легенда на македонскиот рок-н-рол, дел од падот на Византија, еден од пионерските бендови во Македонија. Видовме дека Ристо Вртев од Архангел, легендата од моето детство, станал подржувач на Пендаровски, почна да се бави со политика. И ја прво нешто помислив, го гледам таму збори и викам, добро бе, Дабич во дипломатија, еве сега и у политика. Ристо Вртев у СДС. Ова очигледно не може да се живее во држава од рок-н-рол. Очигледно дека не може. А добро, може би ќе дојдат некојаш подобри времиња. Сега вака Ама не, замисли Дейвид Гилмор да отишол у конзервативци, Роджер Вотерс у лабористи и мисто да се караат за како се вика развојот на Pink Floyd, поради што и се распадна Pink Floyd, ради его триповите на двајцава, нели? Да се караат за дневна политика, за тоа кој ќе биде премиер на Велика Британија. А и тука има его трипови колку сакаш. Тоа може би е нешто што ги сврзува рок-н-ролот и политиката. Две егоистични професии. Па, види, сите професии што се прилично индивидуални, мислам дека се егоистични. Земи ги глумците, земи ги пеачите. Тука имаш ретко кои земи ги новинарите. Ја не сум егоист од мој. Значи, веројатно индивидуално за професијата зборуваме. Јас сум толку егоист што дури кога сум егоист ми се гледа егоизмот. Мислам дека индивидуализмот во професијата го буди она и најсуровото во човекот, борба за опстанок, и мислам дека кај некој тоа премногу универзитетските професори не ги заборев повторно. Штево Гордана, Риско и Дабо. Значи што да... Ванковска више егото таму е изван. Ке царавари само не го гледаме, ама добро. Ке се појави. Има време. И како вие го примивте тоа дека вашиот долгогодишен колега, пријател од младоста, човек со кој сте свиреле заедно, така? Па сме се дружеле во креативниот период, кога сме се посетувале, кога се правеле песни, да. На времето беше тоа. Уште некои клинци кои што тераат. Интересно е што таа вечер, кога беше митингот на СДСМ, имаше во Глуво куќе една добра дешаванка рок-н-рол, каде што се собра па 100 рок музичари кои се дел од 2500 наведени во македонската рок енциклопедија на
на Тошо Филиповски. Зборете ви двајца ја Референтно Тама да испромовираме. И таја вечер јас како еден од организаторите се нафатив, нели, одреден број гости да повикам, бидејќи се пријатели со кои не сме се виделе по 10, по 20 години и така. И нормално зборев и со Ристо. И ми даде малце нејасен одговор, ми рече за тебе, Табо. Пуштај кај мене на камера. Да. Еве македонската рок енциклопедија од господинот Тошо Филипов. Ние имавме представници од Радио Лидер, тука беше нашиот техничар Димитар на тој ивент. Ни донесе една копија од господинот Тошо. Морам да кажам дека изгледа феноменално, дека се опфатени сите периоди од македонската рок музика и она што за мене е најонака интересно, стварно сме имале некоја Репрезентативна е и многу сме имали. Јас своевремено се расправав со господинот Филиповски, Тошо, велам, кога тој ми велеше, добро ти е радиото, имаш добра музика, ама дај, вика, пуштај малку Да, и мене ми го има кажано, да знаете македонски тоа. рок, а јас сум така малце не self-hating, ама некако баш не верувам во квалитетот на ништо. Добро, може тука не би купил македонски производи многу и дабичко млад. И онака влегов во некаква полемика со него, но сега кога го гледам ова не стварно сме имали музика. Дабич како помлад. Да. Дабич како он и сега млад, само тука е малку помлад, да. Скоро доенче. Да. Браво. Со Стратокастер од Урак. Феноменално издание. Ова е оно што ќе остане во историјата. Да ти кажам нешто, Љупчо. До сега сите изданија што се на просторите на бивша Југославија врзани со рок-н-ролот беа без учество на Македонија од проста причина што никој таму немаше податоци, немаше референци. Да. Оваа книга, вие можете точно да го сакате, да не го сакате, меѓутоа ова е нешто што надминува личност. Ова е еден таков труд што сега стана референтна за цела поранешна Југославија и сите сега вклучуваат податоци од книгата во сите енциклопедии, што е чекор страшен. Ама не, ова е македонски рок времеплов. Во ред, тука се податуми. Македонска рок енциклопедија и така е. Македонска винили. Дискографија винили. Така. 3 книги, 3 дела кои така со самите наслови остануваат во историјата. Епохално дела за нас. Некои идни Али добро е што види, археолози. авангарда е, биди. Види, 6 децении рок-н-рол. Не знам, може би сме спомнали у минатата емисија, рок-н-ролот кај нас некаде околу 63-та почнува. Значи, минатата година беше 60 години на рок-н-рол, одма после земјотресот практично. Со Чак Бери негде почињате заедно, со Битлси. Со Кит Ричард. Тој е, нели, најстар. Не, сериозно. Не, инако види, ова значи дека ова е импресивно. Го имаш гледано Back to the Future? Да, неколку дела. Значи Johnny B. Good како е создадена песната, значи. Ева, убаво што го спомна дека е референца, затоа што скопската рок сцена во 80-тите во Југославија е една од најдобрите. Да, за жал без дискографска куќа, без промоција и на македонски јазик. Да. Ние со Павел Византија на македонски пеевме, што не ни пречеше нас да, бидејќи вајбот се осети, тој нов бран и беше навистина секаде не чека со расширени раце, но ете, многу групи, 2500 луѓе се опфатени во оваа книга, во рок енциклопедијата, да не верува човек. И мисля дека многу им значи и на нив, бидејќи тие се вистинските пионири и херои, па и борци за македонска самостојност, бидејќи 80-тите беа македонската пролет. Имаше рокери политичари што дојде на настанот? Имаше не политичар, беше Попарсов колега амбасадор и јас изненадив не знаев дека свирел во некоја група. И он е во енциклопедијата. Да, сигурно. Имаше уште некој, сега да ми извинат ако не може се сетам, ама имаше неколку кои се дипломатија, политика, така. Види, една од клучните причини. Поранешен председател не беше така како љубител на рок сцената? Апсолутно беше. Тој љубител од рокер, од љубител на рок сцената до рокер има. Он е по два основа. Треба 2-3 рифа. Он е да по два основа врзан за рок заедницата во Македонија. Едното е пошто навистина е љубител и поддржувач, а втората е бидејќи тој пак своеручно прави справи каде што може да се слуша таа музика. Видете, главниот проблем во македонската политика... Чекај само да кажам, треба да поведеме една иницијатива да влезе рок заедницата во балансерот.
Не. Знаеш ли главниот добре, проблем? да. Тогаш Главниот нема да проблем- бегат по партии. Главниот проблем, главниот проблем Дабо вешто се труди да го скрие. Главниот проблем е што овде немаме ниту еден македонски политичар во оваа енциклопедија, затоа што ние немаме политичари рокери, имаме политичари шабани. Токму затоа ние сме во оваа фаза во која што сме како држава и токму затоа се развиваме вака како што се развиваме. Ние немаме прогресивни политичари, имаме политичари кои се палат на Аца Лукас, како премиерот Димитар Ковачевски, И во судскиот систем е и во така. судскиот систем, Да. кој ја праша Фатиме Фетај, кој ти е омилена музика, која рече Аца Лукас и вака пуши цигари, вика Аца Лукас, мене во моментот ми се згади. Така да ви објаснам. Значи, во исто време, во ВМРО ДПМН се малку по-прогресивни од во СДСМ, но они поише пукаат такви електронска музика, рапови и така натаму нивните Мислам дека има политичари. еден нов бран свеж див во рок-н-ролот, се чувствува тоа дека рок-н-ролот полека рок-н-рол заедницата инклинира кон ВМРО. Да, и полека кај да годинава може и ќе издаде една песна. Вака се ја да бидам Се може. да бидам критичен кон рок-н-рол заедницата, најголемиот проблем за мене е тоа што се помалку се издава, се помалку има автентична, добра музика. Музиката која се продуцира е ужасна и се богати. Знаеш што ми кажа Тошо, Лјупчо? Дека, например, Леби Сол немаат ни еден албум издаден под македонски лейбл етикета. Знаеш што е најголема сработа? Што имаат поминато 30 години од нашата независност и се уште Владко Стефановски ни е најдобар гитарист од држава и најрепрезентативен. Па добро бе луѓе, нели можевме да извадиме уште неколку гитаристи во овие години? Уште ние символ за Македонија е Лепи Сол, кој последната песна која ја издале, јас сум бил доенче. Тука два аргумента. Еден, за рок-н-рол не мора да си врвен музичар, инструменталиста во смисла да си најбрз, да си највешт. А второ, еве сега вака на прво ми паѓа Мичо Божиков, што е гитаристот во сегашен Леби Сол, татком беше познат оперски пејач порано Божиков, кој е македонскиот Джеф Бек. Еве ти препорачувам да некако дојдеш до, тој има два албума снимено, не знам дали ги има издадено, тоа е нешто фантастично. Значи, и таа приказна полека пука дека Владко е единиот и другите се 100 чекори испод него, не е веќе толку точно. Ова се гитарџиски приказни, како што има рибарски, има и гитарџиски, знаеш. Не, сериозно. Сега ако дојдов ми Македонскиот егата Джеф на Бек. гитаристите да ги анализираме. Ау, тоа е... Отиде работа. Мислам дека тапанарите се едини без ега, они толку многу се ослободуваат од сите фрустрации, мавајки по тапаните. Немаат проблем да Сакате имаат да рок-н-рол виц краток. Ајде. Додека свират, што размислуваат музичарите на сцена додека свират? Добар виц, го знам, добар. Гитаристот мафта со коса и вика, леле, каква ми е косала долга, шизат сите, таа се леле, како сум ја испрал са бајле убаво. Клавиатуристот вика, сега вика, малце соло, импровизација ќе направам, бубњарот само чека кога да улета со некои непарни ритмови, а басистот вака сконцентриран и си вика у себе C, G, D, C, G, D, C, G, D. Значи басистите. Па не Па се добро, не. Мојот омилен музичар е басист Роџер Вотерс и он ги побива сите стереотипи за за басистите, Да, затоа што е еден од креатурите на најубавиот рок-н-рол, на врвот на Да, се рок-н-рол. гледа дека се ова, да. Го видам. И уште еден краток, кога ги прашале Битлси, дали Ринго Стар е најбољи бубњар во свет. Ја се згазиле од смејање, рекле тој не е најдобар во Битлси, вика. Добро, Пошто А камали во Пол Маккартни добро свири бубњеви. Тоа е многу добро. Добро, да. Ова е интересно. Шо, Ивица, ти имаш нешто за белешка за моето љубење на Pink Floyd? Не, боже са, Јас ги човек. ставив позади тебе, се ете. Боже са, човек. Тоа е The Division Bell албумот. Боже са, човек. Да. А доле ги имаш Kraftwerk. Не.
Давич, Кажи. да се пребациме на политика или да тераме луѓе, века не менјајте тема, добро е. Добро е, века празник. Рок-н-рол, тоа е Ова ни празник, пишуваат. Е. Значи не пропадна рок-н-ролот. Да. Не пропадна рок-н-ролот дефинитивно, но Пропадна музика. многу долго траат породилните маки во комерцијална смисла, во смисла да макар да помагаат, Нема, веќе веројатно не сега медиумите веќе не е помагаат. underground рок-н-рол. Не би. А има ракавци, како би рекле, рукавци, нели како одрекам. Да, има лабаво рок. Има за уште женски херои фаќање. непознати кои се трудат и кои се борат. Како Васко, да речеме, еден што беше во Бернис пропаганда, така Дон Кихотовски борби водат, ама добро, така Преживеа само вас, па не. Живе? Што нели има некаков... Не, друго е тоа. По други луѓе се. Да. Да. Васко жив сега во друга група свири и имав така интересна прилика да се запознам пред неколку месеци Нека со него. сте долго и здрав и така. Беше натаму. шокиран што виде, веројатно мислиш дека сме изумрени. И седнавме и така со одушевување зборевме за тие времиња. Филмот е Вика, интересен. ова е еден не е рокер, за рапер станува збор, односно за електронски диџеј, клаб диџеј, за Митко Пикисипи напише на Фейсбук нешто многу интересно, вери AI, односно вештачката интелигенција да земе да измие садови и да испере, да можеме да цртаме, да правиме музика и така натаму, вика. Јас така ја замислувавме и днината. А сега, вика, вештачката интелигенција црта, слика, прави музика, а ние рмбаме. Вика, не му се допаѓа ова sci-fi. Да, види, денес генерално новата продукција на музика е точно. жена што не знае да пее и компјутери прави музика, маж што не знае да пее и компјутер позадина му го менја, му го мутира гласот. Не само што го менја гласот, него тоналитетот се менува. Тоа аутотюнашинг ги вика, и не може да отпее во живо точно, но кога ќе го сніми на лента, ако негде отиде подоле дистонира, ќе му го качи пола тон гласот и таман. Значи, денес со вештачка интелигенција со аутотюнот живееме во едно постмузичко доба, според мене. Ова е една трагедија која се случува не само кај нас, на целиот свет. Еве, кој е добар рок албум издаден во последните 5 години, 10 години? Што пробило? Нема, во цел свет. Тапанарите се битни и немојте да ги смејувате, на тапанарите свет останува, бидејќи додека лупаат со руки. Тешко е тука да се смени и тоа е изворното. Па а иако сите мислат дека вештачка интелигенција прво тапанарите ќе ги замени. Ствари образ. Тапанарите ќе останат. Не, ова е интересна политичка порака на тапанарите светот останува. Македонија е тука корифеј некако. Ние тапанари колку авангарда, сака си да. имаме. За извоз. Да. Ја имам еден другар што на времето лажеше дека е тапанар. Да не стана политичар после. У Левица. Тоа е. Што да прави? Значи не лажел. Шо? Дека е тапанар. Ама у друга смисла не е тапанар. битно сега. Да. Не, тоа е тупан. Ова е тапан. Луѓе, имаме уште до рекламите, имаме уште ивица негде 7-8 минути. Не, ќе продолжиме со рокот. Да продолжиме до тога со сега рокот. кај се. А по рекламите да удриме на политика, што мислите? Да, таа ќе направиме. Да биче, еве, од ваше време тие што беа големите рокери, се дружите денес, правите нешто? Па знаеш како е сега, поминати се Ја сте- од златните 80-ти, поминато е многу време. И голем дел од вас сте, што би рекол Рамбо Амадеус, бивше хипике, кои се запослиле после у државни предузеќима. Па, некои биле хиписи, некои биле панкери, некои биле електроничари, но на крајот сите се вработиле во некоја доходовна професија. Но има еден бенд каде што сите ќе завршиме, а тој скратено се вика ПИОМ. Се надевам дека ќе завршиме таму. Па ти си више Па, таму. да, зборам за И добро помладите. е тоа подлого да трае користењето на... Да. А зашто не направите пензионерски рок-н-рол бенд? Па има веќе такви, јас знам неколку што свират. Во рамки на Сојузот на пензионери на градско. Не, Да, сериозно. како се Така, тоа е многу добро. Има неколку врвни музичари Да. кои се собираат, кои свират, кои вежбаат и свират така, за своја душа што се вика,
па знаете од време на време Цепелин забави, кај што се свири Лед Цепелин и Deep Purple, што свират страшно добри Пензионеришта добри. Па добро, Венко Серафимове, музичар Ролинг пар Стоун не екселанс. се пензионеришта за некој нещо. Колку Да, години бе, свират? Што ти е на тебе Ролинг Стоун се... Замисли на тоа ти се сведува животот. Значи 50 години свириш исти песни секоја вечер, а од тебе тие што свириш очекува да им направиш супер журка. Види, Не е едноставно Не, тоа. би види. се менјал кеш со сите Мотивација. нив. Па, Давич, како го доживуваш палењето на универзална сала ти како Што човек стапувал таму со падот на Византија? не, меѓутоа после падот на Византија Горан Трајковски со Анастазија има феноменален концерт. Да. Значи една фаза после падот на Византија. И јас бев на тој концерт и беше навистина во времето на пред дождот кога беше еуфорија голема и тој албум е навистина Ма фантастичен. не знам албум. дали знаете дека пред дождот нема врска, музиката не е напишана воопшто од овој како се викаше у Албанија што го прати Оригански, туку е од Климе напишана. Не. Од Климе Ковачевски, кој во моментов се наоѓа во Америка, човекот има свој ресторант таму и го поби Златко Оригански и неговата лага дека тој е креатор на музиката, затоа што ги извади оригиналните касети кои датираат предходно. Всушност музиката која е подоцна, Златко Оригански ја злоупотребува, ја преработува и ја продава на Милчо Манчевски. Да, знаеш дека фали еден ако мал рок музеј кај што ќе ги имаме и тие лонг плейки, касети, први Walkman, Апсолутно. бумбокс, Види, нели, не заборавајте дека тоа го кажеш. постоело, луѓе. Убаво го кажуваш тоа и добро е да го кажеме во етер. Споменатиот пред малку Тошо Филиповски, значи неговата животна обсесија и животно дело е токму градење на еден таков музеј. Да. И јас се надевам дека ќе по промената на власта ќе има поголемо расположение. Види, такви музеи, да кажеме, во Кливленд во Америка има Hall of Fame. Еј, рок н рол музеот од Кливленд фантастичен. Hall of Fame сум бил Кај нормално. пристаништето таму да Нормално. добре. Потоа во Сараево се отвори Лани рок музеј, Да? на бившите југословенски простори и Тошо имаше феноменален удел таму со неговите артефакти, постери, Луѓе во Ниш, гардероби, во Ниш, гитари, да. која е провинција српска. Во Ниш има джез музеј. Феноменален, сум го посетил. Нишвил. Нишвил, да, Нишвил имаат и концерт едногодишно. Нишвил да играме да, за Нишвил, да. Значи сериозна е работава, Тошо покажа дека материјата ја владее, направи историски изданија и мислам дека следен чекоре и тоа нема да биде само музеј, него ќе биде центар за истражување. И промоција на рок, сериозна Тоа работа. е добро. Во Кичево, како што зборевме со Тошо, е празен дом. Значи, сите овие 5-6-7 години ништо не се случува и сосема е испразнет. Така да има простор, треба малце добра волја, малце средување, малце оние изложбени паноа со стаклен, нели, да се гледа. Па тука утре може да се стави некоја гитара од некоја позната група. Јас знам дека некои сценски гардероби се веќе поклонети. Ја немам нешто што да понудам, но имам добри плочи. Па ќе има и албуми, ќе има и Али, постери види. оригинални. Рок н рол музеот во Кливленд преди да се види тоа. Ова ќе иде чекор напред, центар за истражување. Е страшна работа, знаеш, ќе се даде малце и Центар подлабока за рок dimenzија. н рол истражување. Така да рок н ролот ќе си го добие своето место. Од и која дрога полудесит берат? Нема, ова Ти види. правиш пейпер. Па доктори туку меша. интересна, Интересна емисија, тргнавме од падот на Византија преку на тапанарите светот остана до Кливленд стигнавме. Слушај уште едно интересно, со Саркањац, другар ми професор Бранислав Саркањац, познат професор. Да, до професорот И нас рокер. редовен слушател. Апсолутно моја генерација, ние сме многу добра генерација. И ми кажува за Македониумот. Вика, архитектот што го правеше Македониумот, зградата, што бил инспириран. Нели е тоа символ на државата, Да, така. Ја мислам дека Трешово од топче, Бог нели? дека не. Не, Не. трешово топче. Од психоделија музика у 70-тите, тоа е 72-4 од психоделична музика и од Джими Хендрикс. Директна инспирација. Ова е јако е. Јако е. Ова е јако. Ова не го знаат многу луѓе, ова е од самиот автор, кажа. Ова е јако е. така Джими да. Хендрикс и трешовото топче, па тоа е тоа. Македониум. Ја кога го гледам, кога ја гледам зградана на Агенција за електронски комуникации, мислам дека авторот е инспириран од Цеца.
Значи, вака да бидеме искрени. Или да, кога гледам, кој знае што слушал тој Скопје 2014 што го измислил. Али види, По-еклектичен вкус е таму. ова со Македониумот е доказ дека Али ова е рок-н-ролот добре. е од првите денови вклучен во порите на нашиот живот, Да. дури и во тој систем Мора да социјалистички. правиме пауза за реклами. Старото ВМРО. Кратка пауза за И Джими Хендрикс. реклами. Почитувани слушатели, од што бил Зоран Заев да го инспирирам да го продае името, ќе разговараме по рекламите. Се враќаме назад во студиото на радио Лидер. Давич, председателот Пендаровски вчера имаше една изјава која многумина беше прокоментирана како мизогина. Рече, вели, не сакам да полемизирам со Гордана Силјановска-Давкова на дуел, нема ја што со неа да одам на дуел, треба да одам со Мицкоски. Па многу е мизогина. Ја прочитав, не го читав текстот, го видов само насловот. Види се, ако знаеме, а се сеќаваме, не било многу одавно како беше претходната борба, како помина со професорката Гордана Силјановска-Давкова, тогаш наместо мизогинија веројатно би го употребиле зборот страв, бидејќи беше поразен 100:0. Без оглед на конечниот исход кој се должеше и на други елементи. Една страна мислам дека се плаши од незиниот интелект. Ја читав програмата на професорката и мора да кажам дека сум одушевен, особено во делот за дипломатијата и меѓународните односи, каде што прв пат гледам еден председател да искочи со така сериозна агенда, со таков сериозен план, каде што буквално, хајде може да не сите, ама 99% од сите наши грижи, секираци за професијата, она што сме го протежирали и како синдикат, борба за ова, борба за она, за професионализација, за поголеми стандарди, да се направи пул на дипломати, односно еден круг на дипломати кој ќе биде способен утре да одговори за било која. Идеме таму, меѓутоа, да се навратиме на ова е сериозна тема. Ова што го покрена Љупчо го чекам од Сабајле, морам да бидем искрен, затоа што во Македонија, и не само во Македонија, иако на Балканот важиме дека сме малце грубијани, како мажи, можам да кажам, не е така. Ја мислам во нашата култура длабоко е врежено тоа, дека имаме дури и назив за човек кој што понижува, малтретира и омаловажува жени. Да, Балканот си е Балкан, меѓутоа родовата еднаквост, ако можеме да го кажем, почитување длабоко Грубијани со нежно срце. Добро, се би поинаку би ги нарекол, ама ајде. Она вчера беше толку шовинистички, толку одвратно, то навистина нема зборови. Ова како еден вид на след има од неговиот ментор во политиката и во Министерство за внатрешни работи, Прчковски, кој се сеќаваме што правеше по Скопје. Ова сега има еден интересен след. Ја очекувам дека ќе се изјаснат и женските организации, меѓутоа, без разлика на сето тоа, мислам дека и ти си во право, се обидува тој да ја нападне како жена, да ја нападне суетно, затоа што на дебата со незе прашање дали ќе излезе. Па тешко е да признаеш дека си... помина. Тешко е да признаеш дека си неспособен, односно понеспособен. Да. Така тешко Да, е. но И знаеш тогаш што- најлесно е, ајде да удриме по традиционалната линија дека жените се помалку вредни од мажите. Да. И Е прилично не само безобразно. Така е. тоа, знаете, имаше една тенденција уште од самиот почеток. Прво зборува за годините. Ајде сега некако ќе речеш добро, па сега дали има когнитивни способности, ќе видиме у кампања, видовме дека има. Љупчо, извини. Гордана имаше пред 5 години помалце него што имам ја сега. А збориме за рок-н-рол. Че какви когнитивни способности, какви глупости. Да се Сам тешки разбереме. кујни се тоа. Но, од друга страна, во кампањата видовме дека професорката има и енергија, има и сила. И оно што е најинтересно,
СДСМ, Стево Пендаровски, па и дел од другите кандидати, упорно избегнуваат да зборуваат за политика. Зборуваат за својот против кандидат во ад хоминем верзија. Дека е чесен, Не, во ад хоминем верзија. а за против Ја кандидат. напагаат личноста. Да, Не седнаа ниту еднаш да предискутираат за политика. Ниту пак успеа да ни презентираат некоја нивна политика. Еве, ова ќе направиме. Ја видов вчера програмата на Силјановска. Си има тамо точно јасно кажано. Ова ќе биде, ова ќе биде. И Стево Пендаровски е, јас сум единствениот европеец. Јас ќе ве внесам во Европската унија. Јас ќе ви давам 90.000 плата за медицински сестри. Нешто што е невозможно. Ниту дава председател од плата. Мене, Иако- знаеш што ме разочара? Во делот за НАТО, го читам пред 5-6 дена, Пендаровски како кажува дека тој во 2018 година направил најмногу Македонија да влезе во НАТО. Значи вака, како дипломат кој 30 години во МНР работеше на членството, мислам дека сум квалификуван да го објаснам малце тоа. 18 мапа, односно акциони планови за членство, се сеќавате дека направила Македонија во 18 години од 99 до 18. И како резултат на напори на многу организации, многу луѓе кои беа сублимирани, се разбирани из Министерство за надвршни работи во комуникација со НАТО, ние успеавме да добиеме покана. Стево Црвенковски, Стево Пендаровски. Пендаровски. да, добро тоа. Фројдовски. Фројдовски, да. Да. Пендаровски се вклучи како национален координатор некаде 17-18 година и буквално ништо не направи, што национален координатор е за дома. Нели, да ги координира дома националните капацитети, не. Да. И јас тогаш како амбасадор во НАТО, еднаш како имам викнато на некоја регионална конференција каде што ние председававме, тоа се работни такви, да речеме, средби. Регионот е тука, но и големите земји сака да слушнат од нас што се случува. Го викнав како национален координатор, ете да имаме говорник и при самото завршување, значи пред да добиеме покана, имаме она пристапни разговори, каде што ги теравме одреден период со сите министерства, доаѓа, разговара со НАТО како иде економијата, како иде животна средина, едно, друго, трето. И на завршниот состанок Стево дојде и председаваше со состанокот како координатор. И тоа е целата негова активна агенда во однос на НАТО членство. И прилично беше невкусно да каже дека ете тој е заслужен за Македонија што влегла во НАТО. Ќе дозволиш малце Љупчо да продолжиме во енциклопедиски дух? Ајде. Дабо кога е првиот тактички план за членство во НАТО напишан во Македонија? Значи 1999 година во Вашингтон, Македонија на самитот на НАТО во Вашингтон, Македонија официјално станува земја кандидат за членство. И првиот акционен план е 99-2000 година. Кој го пишуваше? Па Јурис Труле, така? се знае. Па јас ги имам, добро, ја не ги пишувам од глава. Технологијата е таа, има 5 поглавја, кај што е првата политика и економија, па има право, па има ресурси, па има правни прашања. Значи за секоја глава ние собиравме податоци од сите министерства, ги сублимиравме. Од 99-та официјално ти за почна НАТО да ме членство. внесуваш во НАТО и на крај требаш у 2019 име да смениме за НАТО да влеземе. Ама беше амбасадор кога влеговме во НАТО. Ти не внесе значи наш у НАТО. Да. Ти ли си тој бе? Поканата, удри. Поканата ја добивме, значи главната работа во НАТО е да добиеш поканата. После тоа има година-две период ратификација. Кога стигна поканата? 2018 на самитот во Брисел, јас Кој беше председател? Вчера нешто зборувавме. Добро, ама се поканата се реализираше за време на Пендаровски. Ама тоа е друга работа. Ја добивме за време на Иванов. Кажи ми, после поканата веќе почна влезот полека во... Да, значи после, да ви објаснам, ние сме сите наредени во НАТО, сите земји членки и партнери се наредени согласно алфабет, нели? И ние сме таму негде како
Не бевме ни М, него кај Т. Т да речеме, Да, до форма. Турција. Одма до Турција. Добро бе. Не, Има само ли да крај ти на објаснам. ова парадокси бе? Рокер у НАТО не внесе. Мислам, шо поише да збориме сега? Само да ти Друг објаснам ова. рокер исто вртев за НАТО пееше таму. Ние, шо е работа, шо е проблемот на? Слушај, ова сакам да ви ја закружам и казната колку е битна, колку е битна 2018 година. Со поканата ти си де факто си членка. Кога ќе добиеш покана, Значи, по стануваш од програмата местото, што пишува дека не внел тој. ма лажно е И тоа, дека исто во негов како мандат- Бујар што Добро, да. окей, добро. Значи види, стануваш од За местото. другар прашувам. Да, стануваш од местото кај што седиш по абецеда и седнуваш до генералниот секретар. Значи тоа е разликата. Ти си тука измеѓу, ни ваму ни таму. Значи поканет си, не си уште членка, invitee, се вика на англиски. И ти седиш до Invitee. генералниот секретар, тој те погледнува за се, очекува коментар од тебе, ти имаш некој да речеме мала предност на другите, се очекува што ќе кажеш. И дали може да замислите дека ние во тие 2,5 години, јас завршив поканата добивме во јули 2018, јас завршив мандат во декември 18, ние 2,5 години немавме амбасадор кој што требаше да седи до Столтенберг. Дали ти е верно? Празно рече амбасадор, Нашето немаш амбасадор. столче беше Не бе се празно. вратива, Да, мене ме вратија затоа што ете ова ја Од режимот, да. од режимот, да. Чекај, значи еден слушател вели ова испаѓа дека Пендаровски и Ковачевски немаат појма никога Македонија почнала преговори со ЕУ, ниту со НАТО. Појма нема, факт. Појма нема. Значи, Ја можам да кажам дека Почитувани само- слушатели, чекај, чекај, навистина чекај. ми е драго Ама што сега, во само- утро Окей, ексклузивно, чекај. Да. ексклузивно во нашето студио го имаме човекот кој ја Господинот почна, НАТО, да. кој го ја почна и ја заврши нашата Токму затоа што знам дека Дабо е интеграција во скромен, НАТО. сакам да кажам колку луѓе све учествуваа во кога се прави еден годишен план за членство. во годишен план па сигурно 50-тина. Ете. Види, дај да направиме еден бенд и јас сакам урок да пробам. Да крстиме НАТО. Ама треба друга кратенка да смислиш. Зашо може да биде? Не, други зборови за Ќе правиме кратенката. ковери, ќе почнеме со Fortunate Son од CCR. Може. И така ние го оставивме столчето во првите 2 клучни години празно до генералниот секретар. Мислам таква глупост ја не сум видел ни една држава да направи. После влезот веќе си После влезот пак веќе си спак на своето место. Азбучен Значи, абецеден, пардон. ја пропуштивме шансата да бидеме на чело. Што да се прави? Тоа кажува за сериозноста. И друго нешто ти што го зачна ми дојде мисла, на вистина во ова раководство последниве 7 години од кога сме со НАТО, гледам дека има една тенденција да се представи тоа како една победа на актуелните политичари. Кажеме Радмила Шекеринска, зарачеше од нејзе со секој излагање дека она е таа што успеала, па сегашната министерка Славјанка исто. Малце поширок е списокот. Малце поширок е, но сите забораваат дека тоа е труд од 20 до 30 години, уште од 95-та година, мислам дека Ханџиски на Синтра еден самит на НАТО во Португал, кажа официјално ние сакаме да бидеме членка во НАТО. А претходно 93-та собранието донесе резолуција. Собранието донесе од декември 93-та. И според мене, ние ќе влезевме во НАТО со оваа големава група, Big Ben, што беше, Бен го вика Романија, Бугарија, Словенија, Словачка и трите Балтички, да не беше парадоксално нашата криза, односно војна во 2001 и денеска најголемите заложници за НАТО, што се албанската партија ДУИ, всушност нас не отргна од членството на НАТО кога требаше да влеземе. ексклузива. Слушаш? Да. Па реално, ние од 99-та кандидат, да не беше војната 2001, ние ќе влеземе до 2004-та. ленинисти, енверисти, ни може да биде во НАТО 2001. Нас не попречи кризата во Македонија која беше предизвикана од ДУИ. И парадоксално они излегоа најголеми про НАТО, а не оттегнаа 20 години со тоа за членство. Ало да има. Да. Свака част. Ивица, имаше вчера нешто тама со Бујар Османи, некој скандал, некој Да. дешавка, дај жит све фатете, ја тоа не следев, имав некои други. Значи, Ја Селска лига следев вчера објави фудбал, документ, трета. да.
у конјари нешто Да, што вчера се објави дешавало, документ како се дешавало. пратеникот, односно поранешниот министар за външни работи Антониј Милошевски, според кој што 25 земји членки на Унијата од 27, парадоксално, нели? Се согласиле старите патни исправи со изворното уставно име на Македонија, Република Македонија, да важат во септември. При тоа, ако се чита и нотата од Италија, која што ја видовме, таму е оставен еден сериозен простор и во септември да се преобмисли, да се продолжи тоа. Мене ми е совршено јасно да зошто е тоа така, имаат интерес, нели, трговија, дел сме, нели, спогодба стабилизација, туристи, студенти и така Во крајна линија не може да одат ни против своите вредности, а слободата на движење е една од на вистина најклучните вредности на ЕУ, затоа и направена да може се движат. Видов дека Франција нема таму, одма почна тука некој теорија на заговор, мислам дека никој не тропнал на врата во Франција. Франција што би имала против? Не било ништо против оваа работа. Мислам, сакам да кажам теорија на заговор веднаш да ги спречиме во старт. Ја знаеш француска дипломатија, таму се вели добар ден, дојдовме, ова го бараме, нема проблем, повелете. Грција исто така ми се чини со време да се почнало, затоа што малце посензитивна или преспанскиот договор и таму и нивни интерес е туризам, да не збориме економија и така натаму. Како оценуваш оваа постапка на Бујар Османи, посебно кога ќе споредиме со она дипломатска активност што ја покажува, ја би рекол, алтернативниот министар за надворешни работи Панче Тошковски, кој што се труди од петни жили да им помогне македонските граѓани да го реализираат своето право за слободно движење. Времето на италијанската нота, што се известува, нели, за ставот на членките на ЕУ околу можноста нашите граѓани да патуваат сепак со старите пасоши, треба и временскиот контекст да се лоцира. Тоа е време на една, да речеме, и хистерија во Македонија. Што се случува, зашто можеме... Тоа беше главна тема, нели? Само тоа беше. И мислам дека погубно ќе беше за Османи и за нивните политики на владата да излезе на виделина дека фактички тие нас не лажат. Тие нас не го... Па дури сам во својот одговор, кај што го негира ова, тој сам вика, чекај, ние не сме дошле до влезустрански држави. МВР донесе закон, пази, МВР донело закон, како да се оние надвор од владата, а тој бил негде на риби и не бил присутен, па не видел. МВР донел закон да се забрани на нашите да излезат со старите пасоши. И зошто разговараме сега дека они можеле? Мислам, сулудо е тоа. Прво, не му е прв пат на Бујар Османи да лаже. Не му е прв пат. Се сеќаваме и на францускиот предлог, кога се криеше за нас дипломатите дека сме го одобрили ние предлогот, па ете он го прифатил. И многу други лаги. Што не е коректно, затоа што токму неговата роља е да го даде политичката насока. Политичката насока од него била се прифати. Дипломатите се тие што тоа треба да го сработат, затоа што меѓутоа се криеш зад нив, малку е нели дегутантно. Тоа слабак го прави, знаеш, тој човек што не верува во себе. И тоа е значи се вклопува точно со Вчера зборав на една политичка емисија, да знаеш кога граѓаните на Македонија се стекнуваат со право за слободно движење? Кога? 1839 со Гилханскиот хатишериф на Абдулмеџид. Значи после 200 години се сведовме на не може да се патува. Повеќе 100 години со воз се возевме. Сега нема возеви, точно. Некако тоа не следи. Исполнителството султани поише мислеле за нас како раја, отколку актуелниве властодржци, иако па тие па на избори не излагале. Значи немале притисок од народот. Овие имаат притисок гајли. Неверојатно е. Меѓутоа, навистина да пледираш да бидеш председател на една држава. Па дури да го смениш она едно општество за сите во, како е рече, не едно, дека еднакво општество за сите. Сега тука нова филозофија треба да е гради, да се... Сам тоа се све Потемкинови села. Тоа се све кулиси кои паѓаат веднашка. Што не сме се изнагледале? Зелени агенди, тротинети, точаци во МНР, а конкурси внатрешни за амбасадори да се пријавуваш сам, па се пријави цело МНР. 300 циркузијади се изнагледавме, 300 па да не зборам како председавач на ОПСЕ кога се избрука со тоа дека ќе го мирил Србија со Косово и Арменија со Азербејџан и како шлаг на тортата на самиот министерски совет кажа дека ќе ги мири Израел и Хамас.
Мислам, тоа е се Види, е тоа. прво, тоа е... А кипрското прашање Не стигна, не стигна, Значи, заврши вака председавањето. Вака сега, да се разбереме. Јас сум отворен поддржувач на two-state solution во Израел. Остај тоа сега. И сметам, сега пази, израелскиот народ има свој, палестинскиот народ има своја власт, има свој представник, тоа е ПЛО. Хамас е терористичка организација сегде во светот. И меѓународен скандал, значи, Палестина има своји представници во Обединетите нации, има своји амбасадори во многу земји, за жал во Македонија нема. Нешто ја признаваат, ние не ја признаваме Палестина. Има и држави што не ја признаваат, па има некакви Палестина е признаена главно како територија. представници. И како држава, Да. се знае. Значи, во Велика Британија не го признава. Не ја признава Палестина, па Палестина има свој представник. Да, во Шведска има амбасадор, зашто ти ја предполагам признаваат. Да се разбереме. Со тие луѓе треба да се разговара. Израел разговара со тие луѓе, имаат несогласувања, на Израел да претера и така натаму. Но да кажеш дека Израел треба да се смирува со Хамас, која е терористичка организација поддржана од Иран, поддржана од најразлични радикали и така натаму. Терористичка организација која пред само неколку месеци изврши упад на израелска територија и убиваше цивили. Страшно беше. Цивили убиваше. И сега ти ќе го смируваш Израел со Хамас како представник на Македонија. И сега ми излегуваш со кампања президент Европјан, која патем од PR аспект изгледа вака најубаво на билборди, на постери, морам да му честитам на Бујар Осман. Не, за тоа стварно. Да, тука има визуелно е, ниво да. на професионализам. Тоа е неговата главна одлика и нешто што ќе остане запомнето после неговото министерување. Празен пиар, крал на демагогија. Ќе ги смирувал Израел и Хамас, човече. Бог да чува се. Не бе тоа, него еве, тоа е рековме се еве ден, гледаш. купи ден Значи проведене. не стигна до кипарското До прашање, кипарското друго, ја не се сумневам дека ќе го решеше. ќе го ама не решиш. стигна, И овој да. спорот меѓу Индија и Кина во Хималаите, кај е границава, тоа е Јас не знам Се само тепаат зашто. со стапови, не знам дали гледаш. Абе добро. Зошто Босна не ја среди? Босна најлесно ќе му беше. Сепак е една држава. Може, да, може многу лесно да ја среди во споредба со Косово, со Палестина. дека Додик му дал на Орбан орден. Одамна беше тоа. Јас сега вчера ми искочи. Орден за заслуги на Република Српска. Да. Мора да и идеме... Орбан отишол го примил, да. Да, мора да одиме со уште една пауза за реклами, по која се враќаме да финализираме со човекот кој ја внесе Македонија во НАТО. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер во чудна рамазанска емисија која ја обележуваат три работи, тоа е рок-н-рол, политика и НАТО. Работи кои се прилично неспојиви. Добро, политика и НАТО се спојиви, ама рок-н-рол и политика, и така и така. Рок-н-рол и НАТО не иде едно со друго, но ние во Македонија сме доказ дека оди, нели, едно со друго. Ивица, сакавте да се осврнеме на програмите за меѓународна политика. Да, значи на нашите дипломатија ме открира председателски... човек кој што бил амбасадор во ОПСЕ, во НАТО, со човек во со Обединети долго, нации, во Виенското седиште, значи затоа што знам дека си темелен во работата, да видовме, нели, програмите горе-долу, ја следат на логика на кандидатите, освен да речеме, еве, до некаде програмата на професорката Ванковска е малку поразлична, меѓутоа ги видели програмите и што вака ти влегува во око од тоа што го пишува. Една веќе коментираше, нели? Добро. Коментирав, ама јас би останал на таја, бидејќи навистина таа програма отскокнува многу коплја на другите. Значи, на Стева мислиш зашто таа коментираше? Не. Добро. Не, на професорката Гордана Сњановска-Давкова. Јас се навистина многу пријатно изненаден кога ја прочитав, кога ја видов. Толку е темелно, толку е сеопфатно, дури човек да се запраша
не дали е реално да се работи, него дали е реално се да се стигне, не во поглед на способноста на председателот, туку во поглед на тоа колку е запуштено дома кај нас се. Дали системот ќе го следи тоа, сакаш да кажеш? И од кој минус тргнува. Значи не тргнува ни од 0, не од 50 или од 100, него од минус 100 ќе треба да тргне. И тука ми е најголемата загриженост. И затоа навистина ќе треба да се придржува до тоа што го кажа, дека на клучни места треба луѓе од мерит систем да бидат водени, значи од систем на вреднување. Како е сега во МНР? Сега е МНР е сега трло на дуи. Значи сега ми кажа дека 100 и кусур луѓе се Еве уште едно вработени. од тие твоите, слушаш ли? Што било МНР? Што? Трло на дуи. Па, Види, трло е мал збор, ја мислам дека е бачило. па добро сега, да. Да Добро. се разбереме. Добро. Добро, бачило. Бачило на крај има некој производ, овде нема. Нема, овде е само пиар. Значи имате ситуација кај што се вработени еден куп луѓе кои благе ве занимаат со дипломатија и кои за жал најголемиот дел ќе останат таму до нивна пензија. Што е наша трагедија. Бидејќи сепак тие луѓе ќе се најдат на некои места и ќе влијаат на станите. Другата половина или ајде можеби не е во проценти половина, тоа е еден дел од постарите, поискусни и средно возрастни дипломати кои се фрлени на маргини и кои свесно не се користат, што е навистина една тешка злоупотреба на службена положба, бидејќи ти да имаш ресурси да не ги користиш, а да ангажираш нови е навистина расфрлање и со пари. Со една единствена цел. Значи мерит системот Тотално веќе не постои. Мери системот почна да го гази Никола Димитров пред 7 години, кога беше тоа 6, кога беше стана министер, со тоа што врати 20 на дипломати кои беа упатени во странство, бидејќи биле од според него ВМРО провиниенција, не членови, него од провиниенција. И ме убедуваше дека што е ова, како може вака од ВМРО да идат надвор и врати 20 дипломати спремени со куфери со решенија. се сеќам на таа многу лоша епизода. Многу лоша епизода, а И Бујар квалитетни луѓе се. Бујар системот го усоврши, значи претходно одредени високи функционери во МНР работеа на масовно впомпување на кадри на ДУИ во МНР, а Бујар се усаврши во тоа пак во втората фаза нивно масовно напредување. И праќање се сеќавате, генерални конзули, обиди кои преку јавноста ги спречивме, праќање генерални конзули, што е малтене еднакво со амбасадор, презентерки и веќе и сега се пушти во последен момент неколку амбасадори кои наистина сакам да прашам делот Ја би можел кој новинар да бидам амбасадор. без проблем без амбасадор секој оваа може да. констелација сега апсолутно да. А во некое ново нормално условие. Не, сака да каже Имам според високо програмата на образование. професорката. Малку Според потешко. ќе треба да се докажеш. Зашо ја можам да донесам? Доста бе што само све професионалци идете таму. добро, Не се јас све. прво- Повеќе се политики. Ги разгледа проектите на президентските кандидати што ги предлагаат? Ги разгледав, одлични се. На Гордана. Кои? Овој делов, нели, знам дека го коментира за... Фокусот го ставив на меѓународна политика Да, и на тоа, дипломатија. тоа. Значи, мојата експертиза. Она што ми се допадна е тоа прво да се стават квалитетни луѓе каде што треба. Значи, Второ да обрнеме До внимание. таму сме паднале? Да. За жал голем ресет ќе треба. Второ да обрнеме поголемо внимание на меѓународните организации. Јасно. Осим за само промовирање, ние последните години тотално ги запоставивме меѓународните организации. А тие се клучни за малите држави како наша, каде што еден глас вреди исто, барем на хартија при гласањето, и на голема држава и на мала важи исто. Она што ми се допадна... Претенциозно ли е тоа што го пишува Не, да поднесеме кандидатура за непостојана членка на Сојуз за безбедност? Затоа што само ние не сме биле реално. Па не би рекол дека е претенциозно, ние како држава имавме обид, јас како млад дипломат се сеќавам, дека 97. бевме убедени, така некако 97 мислам, имавме обид и мислевме дека е многу сериозен обид и дека завршивме работа,
Знаеш како во 2 збора 140-30. не, да морам 2 збора сепак можеби технички ма да објаснам. Значи во ЮН има 5 регионални групи. Афричка група, источна европска така. Источна европската група е 21 земја. 23 се сега. Сега се 23. Да. Сега. Доаѓаат периоди, значи не е Кои се ротација. плюс? Црна Гора нели меѓу и Србија. Да. Не е ротација на држави па да мора да ви дојде, него е ротација на региони. Значи доаѓа година кога источна европска група дава, вие се треба да се истепате со тие 20 плюс земји за да бидете вие тој кандидат. И ако вие победите во источна европската група, тогаш вие ќе бидете во Совет за безбедност членка. Тоа е непостојана членка, знаете, 5 има постојани и 10 И тоа непостојани. значи ние може на Грција да им правиме вето, да им правиме... Види, ти си дел од најексклузивниот клуб во светот, 15 земји кои што дискутираа за светските проблеми. Албанија беше сега скоро, Словенија 3 пати беше, Хрватска 2 пати беше, Босна беше на крајот на криштата, Македонија 97 година ние бевме убедени со тогашната наша врвна дипломатија, мислам дека Насте Чаловски беше амбасадор во Нью-Йорк, не имплицирам ништо лошо, добро, него бевме убедени и добивме поддршка од сите земји. Но во последен момент Словенија се премисли и рече: дечки, ние се извинуваме, ама ние сакаме да биде Данило Тирк да биде таму во Советот за безбедност и не прегазија со 140 према 30. Тоа е нашето тажно искуство. Она што ме праша ти дали Више можеме... среќа други пут. Да, не, она што ме прашува Ивица, дали ние можеме? Да, можеме, но со многу сериозно избрана екипа, десетина луѓе кои ќе работат на тоа, значи со засилена мисија таму и од прв ден ангажман, лобирање да се добие. Тоа лобирање можеби ќе потрае 3-4 години, но мислам дека можеме да го добиеме председавањето и во некои можеби за нас клучни моменти и не знаеме во која насока ќе иде политиката, да бидеме фактор при одлучување. Ивица, други клучни финеси од програмата за... И фатете го малку и програмата на Пендаровски, бе, Па ја фативме програмата на Пендаровски. А на Ја Силјановска? Ја зборуваш. Види, а ќе викнеме пак Дабо, затоа што само начнавме малце, загребавме на површина. Така е. Треба да идеме малку подлабок. Овој делов ми се чини дека вчера имав некои разговори. Зошто се толку скептични колегите од МНР во оној дел кој што го пишува околу устројување на дипломатската академија, давање на поголема тежина, испити за напредување и исто така беа под знак прашалник околу делот дека таа ќе биде исклучиво од рангот министер советник кариерни амбасадори, а дека министерот ќе биде должен да го испраќа списокот кој може да биде и дека таа јавно ќе го објавува. Зошто се скептични во МНР дека тоа ќе се Не реализира? знам кој е скептичен, мислам дека веројатно е одраз на несигурноста и на личните интереси. Ако некој е подолно ниво, а се гледа себе како амбасадор, веројатно го гледа како прешка, како една планина што ќе треба, но и тоа не е нешто спорно, ако е навистина некој квалитетен, па ќе дојде до тоа ниво директ, ама тоа значи дека директорите, всушност тоа е единствената нормална патека Ивица. Она што пишува формално, викам и точно дека е проблем, се мора да согласиме, дека се формализира испитите за напредување во звање во МНР и дека тоа треба да биде сериозно. Во смисла дека советничкиот испит треба да биде на ранг на магистериум, министер советничкиот на ранг на докторат. Па така е. Така ли треба? Така е. Зашто надправо пишување на крајот на дипломатија. Ја сме амбасадори, па си имаме докторати. Да. Не, сериозно земено. Мислам дека тотално компрометиран принципот на напредување, упатување во странство, дека токму поради тоа ми се допадна предлогот мене на професорката Гордана, бидејќи знаете како е, во МНР е високо хиерархиска институција и од министерот малте не се зависи кој ќе напредува, кој ќе се упати ваму таму и кога ќе даете таква неограничена власт и мок, уште подкрепена со определена партиска припадност, сите оние што не се од таа партија, значи не се привилегирани, тоа е плодно тло за развијање на клиентелизам. И што се случува? И тоа создава раздор во куќата, луѓе гледаат што се случува, напредуваат неквалитетни, но оние кои се повешти во додворување, други кои вредат, кои ја носат работата, не се вреднувани и затоа сметам дека е можеби одлично, ова е навистина добра идеја да се измрда малку процесот на одлучување во рамки на една
академија која Да. формално постои, меѓутоа Да. мислам Никоја дека ќе води не- кариера на амбасадор. која ќе води кариера на амбасадор и каде што она исто ми се допадна, тешко е да се рече на вистина само од директорите исклучиво дека ќе одат амбасадори, бидејќи на вистина може да имате вие секогаш исклучок Така и е. гениалец. Така е. Значи на брза патека треба да има еден мал, но многу мал простор и за други. Значи не исклучиво, не, бидејќи пак ќе се претвори во формалност. Точно. Но, јас го гледам мојот пат, живот на кариерен и на неколку колеги други, кои сме оделе од најниското звање од соработник па до директор. И на вистина, вие кога ќе работите како директор неколку години, кога ќе ги координирате амбасадите и мисиите надвор, вие апсолутно се оспособувате токму утре вие да отидете надвор, бидејќи ги знаете и двете страни, знаете како функционира. Тешко е некој соработник да стане одеднашка генерален конзул или амбасадор, без претходно знање и искуство како тоа функционира. Да, бо скоро саат и пол ја тераме емисијата. Редно време е да ја одјавам полека. Значи, почитувани гледачи и слушатели на Радио Лидер, влегуваме во финишот на оваа празнична емисија, кога имавме кариерен амбасадор во студиото да анализираме неколку работи. Тргнавме од рокот, завршивме со дипломатијата и председателските кандидати. Жалиме што не подготвивме нешто во исламски стил да отпееме на песна како честитка, нека им е честит на сите на сите муслимани кои живеат во Македонија, нека нивните семејства бидат исполнети со љубов. Можеме да ги споиме, па да пуштиме од Кет Стивенс Morning Has Broken, знаеш, онака тамани муслимани и рокер. Може, јас сега имам некакви предизвици, може и Father and Son од Кет Стивенс, там е мене омилена Може песна. и таа. Односно Јусуф, пробајте дали е. Рок н рол заедницата се Јусуф, согласува. да. Мене ми е еден од Кет омилените Стивенс е на YouTube. Така е. Се уште Па добро. Се уште како Кет Стивенс е на YouTube. Не, Да, не, Јусуф, не, како во биш? Заграда е Јусуф си става. Добро, ја Заграда, меѓутоа сите Јусуф знаеш. Да. си става, он е као Македонија. Има проблем Значи, со име. он е као македонец, граѓанин на Република Северна Македонија. Он си е Јусуф тире Кет Стивенс или Кет Стивенс тире Јусуф. Смени религија. Едина разлика Ова е што кај легенда. него е тоа свое воло, а кај нас наметнато. И има најдовте нешто од Кет Стивенс екипо. Само една песна, која? Па добра песна Може, е Wild може. Rose. Ајде, Може, крај. може. Еве, тама ги Одиме со споивме и Кет двете. Стивенс, легендата на рок н ролот кој преиде во ислам. Ви честитаме Рамазан Бајрам на сите муслимани кои слушате Радио Лидер. Ние сме како да кажам верски Диверзифицирани. Го кажав. Тоа е зборот. Значи имаме и колеги муслимани, тие денес имаат слободен ден, за разлика нели од ние кои ќе си работиме, а обратно ќе биде за Великден, претпоставувам, иако не. Тогаш сите ќе бидеме слободни, се така се погоди. Затоа што не фати кампања и се околу неа. Одиме со Кет Стивенс, останете со 98,1, а ние ќе одиме кој на чорба, кој на